Повторно се тресе тлото на Хрватска. Ноќеска во 2 часот и 50 минути сеизмографите на сеизмолошката служба на Хрватска забележаа потрес со епицентар 11 км северозападно од Петриња. Магнитудата била 3,1 степен според Рихтер. Добро се слушаше, затресе еднаш кратко, сведочат жителите на Сисак. Потресот бил почувствуван и во Велика Горица и Долни Ступник. Од полноќ во околината на Петриња се случили уште 8 потреси со магнитуда од 2,3 степени, од кои најсилниот од 2,8 степени по Рихтер бил во 2 часот и 13 минути. Последниот бил забележан утрово во 7 часот и 36 минути, но послаб со јачина од 1,7 степени, со епицентар на 16 километри од Петриња. Кина денеска соопшти дека ќе му се дозволи влез во земјата на британски експерт од Светската здравствена организација, кој ќе се приклучи на експертите кои го истражуваат потеклото на коронавирусот. Портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи Џао Лијан не прецизира кога британскиот експерт ќе пристигне во земјата, но експертскиот тим на СЗО вчера пристигна во кинескиот град Вухан, каде кон крајот на 2019 година беше откриен новиот коронавирус, за да го истражи потеклото на пандемијата. Експертскиот тим во Вухан ќе биде околу 1 месец, вклучително и 2 недели карантин. Патниците кои пристигнуваат или заминуваат од аеродромот во Приштина ќе може да направат ПЦР тест на самиот аеродром. Во известувањето е наведено дека од 12 јануари е отворено место за тестирање во старата терминална зграда на аеродромот во Приштина. Тестовите чинат 35 евра, а резултатите се достапни во рок од 2 часа по земањето на примерокот. Со ваков чекор аеродромот Адем Јашари во Приштина станува втор во поранешна Југославија која прави услугата достапна за патниците по аеродромот во Љубљана.